Свети врачи. Свето врача или свети врачи еден од поголемите христијански празници од есенскиот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 1 ноември, односно на 14 ноември по стариот календар. Посветен е на големите лекари и христијански маченици Свети Кузман и Дамјан. Зборот врач и денес во некои словенски јазици, например во рускиот, значи лекар. Наречени се безсребреници или безмитни, затоа што бесплатно ги лекувале сиромашните болни. За двајцата браќа исцелители, Кузман и Дамјан, има малку податоци како за нивното раѓање, така и за нивната смрт. Според една верзија, родени се во провинцијата Асија, во Мала Азија. Татко им бил паганин, а мајка им христијан. Набргу татко им умрел, а мајка им, Теодотија, ги воспитувала во вистински христијански дух. Останувајќи верни на ветувањето што ја го дале на мајка си, а за да бидат што повеќе корисни, двајцата браќа го изучувале лекарскиот занает. Ги научиле исцелителните својства на сите билки и се афирмирале како добри лекари. Господ ги благословил и тие. Секогаш лечеле повеќувајќи се на Божјата сила. Се откажале од овоземните богатства. Лекувале бесплатно според Господовата заповед. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Поради тоа и двајцата се наречени безсребреници. Житието раскажува дека еднаш некоја жена по име Паладија, што долго време била болна од некоја неизличлива болест и што за лекување потрошила големо богатство, ги повикала и овие двајца лекари. Тие со Божја помош ја излекувале и таа сакала да ги награди. Но бидејќи двајцата браќа биле заколнати да не примаат никакви дарови, тоа го одбиле. Сепак, помладиот Дамјан, по многу молби и откако го заколнала во Света Тројца, зел 3 јајца како символ на Светото Тројство. Кога за тоа разбрал постариот Кузман, многу се налуд и пред саланите побарал кога ќе умрат да не ги погребуваат во ист гроб, туку Дамјан, бидејќи погрешил и ја подгазил дадената заклетва да биде погребан во друг гроб. Кузман умрел порано, а кога умрел и помладиот Дамјан, селаните решиле дека сепак казната што ја одредил Кузман е престрога и дека Дамјан 3 јајца не ги зел како надоместок за лекувањето, туку како символ на Светата Тројца. Поради тоа, но и затоа што заедно лекувале, ги погребале во ист гроб. Подосна над гробот била изградена црква, а од моштите на светите врачи се случувале многу чуда и многу болни оздравувале. Според друга верзија, родени се во Рим. И во однос на нивната смрт, исто така податоците се непрецизни, односно различни. Според едно предание, умреле од своја смрт во Мала Азија, во местото Ферман. Според друго предание пак, откако биле наклеветени пред царот дека се занимаваат со магии и откако го излекувале и царот, пошто тој станал христијанин, нивниот учител, завидувајќи им на славата, ги однел во планината да берат лековите билки и ги каменувал. Ако се земе предвид дека во историјата нема податок дека некој цар го примил христијанството од овие причини, ова предание останува малку веројатно. Според трето предание, загинале во Рим во 284 година при едно големо прогонување на христијаните. Овие свети браќа, Господови исцелители, освен за време на животот се прославиле и после смртта. Имено, кога на некој човек при спиењето му влегла змија во устата и кога му се заканувала сигурна смрт, се спасил со тоа што во предсмртната агонија ги повикал Свети Кузман и Дамјан.
И така, Господ и по смртта ги прославил тие што го славеле во текот на целиот свој живот. На иконите, светите врачи, Кузман и Дамјан се представени заедно со крстови во рацете или со кутивче со лекови и со лажиче, со кои на болните бесплатно им давале од лековите. Во народниот живот, овој празник повеќе го празнуваат оние што се занимаваат со народна медицина, лекување, баење, лекување со билки и така натаму. Култот кон овие светци бил изразен во повеќе места на Македонија. Например, има села што носат името на светите врачи, Светораче, во Кичевско, додека во тетовското село Едуарце во минатото се одржувал голем собир, а градот Сандански во Пининскиот дел на Македонија порано го носил името Свети врач. Мала црква, посветена на светите врачи Кузман и Дамјан, има во скопското село Гаврлево. Во црквата има и света вода, а според преданието, оваа црква е изградена откако на некој човек му се сонело дека на местото каде што извира водата треба да се изгради црква.